Мажите треба многу почесто да внимаваат на своето здравје, а помалку на својата социјална позиција. Здравјето пред се. Негувајте го вашето здравје и негувајте добри навики. Movember е проект кој има за цел да ја подигне свеста за машкото здравје, поточно за ракот на простатата и машкото ментално здравје, а символиката на овој месец е растењето на мустајки низ текот на целиот месец. Моја порака е и за джентламените и за оние кои не се джентламени да го чуваат своето здравје. Чувајќи го своето здравје, го чувате здравјето на саканите и нормално покажувате љубов кон најблиските. Бидете посветени на својата работа максимално и не заборавајте на редовна тоалета на вашиот дух, значи преку физички активности, преку нормална и здрава исхрана, преку добро решавање на стресот и денот да заврши секогаш со една чаша добро вино. На здравје. На здравје. Како што претходно ви напоменав, ноември, Movember месецот на машкото здравје. Негувам добри навики и го почитувам здравјето, но не сум толку стручен за тоа, затоа со мене имам тим кој што е навистина стручен и ќе ви објасни некои подетални работи околу тоа. Јас од Movember, тоест од Movember, почитувам пуштање на брак и препорачувам тоа да го прават сите во чест на оние кои што не можат да го направат тоа и да им ја дадеме сета поддршка. Со мене денес во емисијата имам доктор уролог, доктор кардиолог и магистар по јавно здравје, кој што можеби веќе ви е познат затоа што ми беше соговорник пред неколку емисии. Па, да ви посакам добре дојде на сите. И за мене е ова малку чудно, затоа што вака дебатна емисија не сум имал со повеќе гости. Изборите помина, за тоа нема да зборуваме, нели? Се разбира. Ќе зборуваме за машкото здравје. Ноември, Movember, познато ви е на сите. Значи, една од најджентълменските одлики според мене и најчовечка одлука е да се почитува и да се негува здравјето. И кај мажите и кај жените, но пошто зборуваме за машкото здравје, сакам да ве прашам колку мислите дека мажите вложуваат во себе и ги прават редовно тие рутински контроли што се препорачува да се прават барем еднаш на 6 месеци до година. Ќе почнеме од вас, повелете. Па еве вака јас како уролог, значи едно од главните работи, значи на урологот е нормално работата со мажите. Пред си има тука некои органи кои што не се застапени кај женската популација, тоа е простатата, тоа се надворешните генитални органи, понатаму еректилната дисфункција и така натаму, така да тоа е нешто со кое што ние како уролози се бавиме. Тоа ни е специјалност. Сега можеби кога се зборува за машка популација, покарактеристично е за тоа што разговараме во однос на простатата за повозрасната машка популација. Значи тука спаѓаат пациенти кои што се во 5-та, во 6-та деценија од животот, затоа што заболувања за кои што се мисли на простатата, семо ние воспалителни, тука спаѓа бенигното зголемување, значи на простата, волуменско зголемување и карциномот на простата. Така да тие се карактеристични за повозрасната популација. Значи нормално не само овој месец ноември, туку и во тек на цела година ние апелираме и преку јавните гласила, преку електронските медиуми и така натаму да маживе се јавуваат на контроли за испитувања, тоа не се некои сложени испитувања во почетокот, значи кога треба се постави некаква диагноза, него тоа е разговор кај уролог, значи кажување на своите проблеми кои што има, понатаму на урологот е што понатаму треба да се превземе, значи за евентуално да се открие доколку постои некаква болест кај мажот. А ги прават ли често тие контроли како што би требало да ги прават, нели? Па сега во последно време да, зачестено е. Пред се сигурно тука дека имаат влијание, значи овие емисии така натаму, значи гостувања, утрински емисии не е битно, значи каде што се апелира, значи од страна на нас уролозите да мажите над 50 годишна возраст и да не чекаат појава на некаков симптом, него да и онака идат на редовни рутински контроли кај уролог, барем еднаш годишно. А исто така има во последните неколку години и систематски прегледи од голем број на фирми, организации, значи и приватни и државни, каде што се морални тие систематски прегледи, во нив значи влегува кај мажите нормално прегледот на простатата, на покрај, значи на бубрезите, простатата, машките полови органи, лабораторија некоја се испитува и така, се со цел да, еве, ако нешто има да се открие што порано. Да.
Значи подигната е свеста, може да се заклучи. Па од- така од некако, цело. да, во последно време, да. Мило ми е, ви благодарам. А кога станува збор, докторе, ќе ја прашам вас прво, дали речите скршени срца? Или тоа не? Скршени срца, тоа е како израз еден овака Так. кај луѓе, кај народ, нели, кај оние кои, бидејќи денес збориме за мажи, Така. мажи со скршени срца, ретко кој се пожали вака да дојде и каже дека срцето му е скршено, меѓутоа да со возраста, со постигнување на зрелоста во годините кај мажите доаѓаат и тие проблеми кои веројатно пациентите вешто ги избегнуваат и во некоја друга форма така ќе го презентира тоа, па треба наше по искуство да го лоцираме проблемот, доколку нели е таков, тоа е веќе друг проблем, не е кардиолошки, меѓутоа има реперкусии на кардиоваскуларниот Така. систем секако. А кога станува збор нели за тие навремени контроли, колку луѓето се свесни колку ги прават тие контроли, да кажеме, и прегледи во вашата област? Па, јас би рекол дека се уште кај нас нема некоја свест за тоа или култура на да кажем на живење кај што ќе имаме пациентите сами ќе дојдат без да има некоја причина и да во еден редовен преглед, да речеме годишен или во зависност од возраста, кај што се знае точно кога треба да доаѓа или доколку има фамилиарни предиспозиции. Меѓутоа, кај нас се сведува тоа да пациентот прво треба да добие некоја тегоба, некоја градна болка, пример, некоја аритмија, нешто кое ќе го вознемири, кое ќе го ограничи на некој начин и тогаш како некој вид аларм, пациентот доаѓа и понатаму наше да видиме дали е тоа нешто сериозно, дали е знак на кардиоваскуларно заболување или е некој друг знак кај што би го упатиле на некоја, да кажам, на друго испитување вон кардиоваскуларно. Да, добро, наша емисија е сепак колку толку да апелираме да се крене таа свест како што се кренала во делот на урологијата. Да, за жал се уште немаме таква свест кај што нели луѓе ќе доаѓаат и како преку еден скрининг да ние да откриеме кај пациентот нешто кое, значи без да се јават некои потешкоти, туку во еден редовен скрининг да направиме оние испитувања кои се да кажам, неинвазивни, кои се и лесни за изведување, да речеме еден коронарен стрес тест ќе открие многу, едно ехо, холтер за ритам, притисок и така натаму, оние неинвазивни испитувања кои се достапни за секого и кои кај нас сега моментално се нудат и во вид на пакети, кај што пациентот може да дојде едноставно да побара свој пакет кардиолошки и да на некој комплетен начин сервис. Да, така, да. Точно. Па да, често се прави таа парафраза дека мажите поготово своите возила ги носат еднаш годишно на контрола, а сами себе не се. Тоа е и моја честа овака да кажам мисла која со пациентот, барем реков ако колата ја носиш еднаш годишно пред да одиш на одмор, рете и вие да направите еден преглед, нели, кој знаеме ние што треба да се направи на тој годишен преглед, зависно од возраста, зависно од тоа колку има ризик фактори и така натаму. Ќе се свртам кон тебе сега, Даријан, како представник на помладата популација и магистар по јавно здравје. Имам истото прашање затоа што го слушнаш, што мислиш ти на оваа тема? Па, истражувањата, практиките, искуството покажува дека машката популација за жал многу помалку води грижа за своето здравје и некаде здравјето е на второ место, додека на прво место сепак се оние, ајде да кажам, желбата за успех, желбата за надоградба, да се направи нешто повеќе, што може да направам, што може да постигнам, додека некако грижата за здравјето завзема некое второ место. Меѓутоа, ние треба да знаеме дека основата на целото постојање на човекот е да се постигне добро здравје и добра здравствена состојба, бидејќи генерално гледано доброто здравје нас ќе не донесе кон постигнување добар успех, постигнување добри резултати. Сега во однос на прегледите, истражувања направени во Америка покажале дека мажите речиси доаѓаат на преглед само тогаш веќе кога мораат, кога имаат сериозен проблем, а додека вака општо гледаат некако да го избегнат тоа. Дали е некаков тој од аспект на некоја слабост, гледајќи го тоа така, меѓутоа напротив тоа не треба да е слабост. Кога говориме за водење грижа за своето здравје, не треба само да гледаме дека здравјето се однесува на физичка активност, здрава исхрана и така натака. Здравјето, грижата за своето здравје целокупно представува на прво место следење на лекарски прегледи, превентивни медицински прегледи кои што ќе ни дадат една јасна слика
да видиме во каква состојба е нашиот организам, во каква состојба е нашето тело, срце и така натака, за да знаеме дали може да спортуваме и колку може да спортуваме и на кој начин сакаме нели да го изложиме нашиот организам и срце на одреден интензитет и одреден напор. Што генерално сметам дека машката популација треба многу повеќе да води грижа за своето здравје, а тука сепак месец ноември треба да биде месец не само во ноември, треба да биде цела година, се практикува и се промовира токму здравото живење, здравиот активен начин на живот и тие здрави животни навики. Одлично кажано, ти благодарам. Во една студија, докторе, прочитав дека ракот на простатата кај мажите од година во година се зголемува се повеќе и повеќе. Што мислите, што е причината за ова и како тоа би можело да се спречи, можеби? Па сега, на ова прашање, значи и нормално, епидемиолози кои што работа со истражувања, со статистика и слично, тука се два фактори битни, да кажам. Еден фактор е тоа што во последно време се спроведуваат голем број на прегледи, значи превентивни, редовни, систематски, така што и самото заболување на некој начин побрзо и порано се открива. Значи можеби е тоа една од причините, што во последно време се вели дека ракот на простата, значи е во подем, дека е повеќе застапен. Има, например, некои земји каде што статистички има мал број на рак, на карцином на простата, рак на простата, меѓутоа таму се и помалу бројни овие прегледи. Така да тоа може од две страни да се разгледува ова прашање, мислам, и одговор на ова прашање се даде. Инаку, нормално дека самиот начин на живот, значи навиките, исхраната и слично, се многу битен фактор во однос на појавата на ракот и зачестеноста на ова заболување. Така што има, например, испитувања за кои што е сигурно утврдено дека ракот на простата, например, се во повеќе развиените земји. Тоа е затоа што таму начинот на исхрана, користењето, например, на црвеното месо, на повеќе масна исхрана и слично, е еден од факторите за почесто и поголема бројка на карцином на простата, за разлика од пониско развиени земји, како што се Азија, Африка, например, слично, каде што начинот на исхрана, значи повеќе овошје, зеленчук и слично, таму ова заболување е поретко. Исто така, генетскиот фактор влијае во појавата на оваа болест, некаде околу 20%, се мисли дека во некоја фамилија каде што има некој од претходниците, значи дедовци или татковци и слично, дека може би кај помладава популација машка нормално ќе се јави карциномот на простата. Понатаму имаме испитувања каде што, например, дебелината е еден од факторите, дека кај по-дебелите, погојазните мажи, дека и самото заболување е почесто. Исто така во однос на расата има некои испитувања кои што се прават, дека, например, кај црната раса, која што живее во Америка, е почесто заболувањето, тоа па доведува до други испитувања кои што се правеле дека кај црната раса која што останала во Африка да живее, бројката е понамалена, е мала. Сега тука, значи, влијае надворешниот фактор. Значи, начинот на исхрана, животната средина, околината и слично, дека кај исто фактички генетски што водат потекло, меѓутоа овие кои што се населиле во Америка, бројката е поголема, кај овие останала помала. Има и други испитувања, например, користењето на, да кажеме, на овие жестоки пијалоци, на ликери, на овие офарбани пијалоци, значи, дека на некој начин исто така доведува до зголемена бројка на заболувањето. И поголем број на други испитувања, например, кафето, користење на кафе, дека повеќе кафе ако се консумира, нешто и процентот е поголем, значи, на заболувањето. Понатаму воспалителни болести на простатата кои што се карактеристични за помладата популација се одразува, например, за појава на почест, евентуално рак на простата на повозрасни години. Исто така овие сексуално преносливи заболувања како што е ХПВ-то и херпес симплекс вирусот, например, и инфекции кај мажите на трихомонас вагиналис, например, на таа една бактерија што е карактеристична и кај женската популација. Значи, оние кои што почесто заболуваат, дека почесто може да добијат и рак на простата. Значи, голем број на испитувања, голем број се, не може никој точно да утврди, значи, дали е причина, меѓутоа ете се смета дека такви некои навики
значи може да доведат до зголемена или намалена бројка, на пример. Значи, сепак сума сумарум треба да се водиме според таа мисла што јас викам джентлменството е во умереноста, кога си умерен во се, не претеруваш со ништо. Да, тоа е го тоа намалуваш фактички. самиот ризик, да, нели? тоа е тоа. Значи се разбира дека исхрана побогата со овошје, зеленчук и слично, помалку користење на месо, месни производи, значи тоа е една од основните, така да кажам, значи причини кои што еве за ова заболување се познати. Претпоставам ова истото може да се префрли и за срцевите заболувања, затоа што исто процентуално гледано во светот многу луѓе умираат од инфаркти, нели? Тоа е можда и почесто и позастапено. Па тоа е се специјално не само за инфаркти, туку болести на кардиоваскуларниот систем. Тоа се болести кои со најголема смртност кај луѓето во цел свет, повеќе од 55% од луѓе, значи смртноста е као причина е кардиоваскуларното заболување. А кога се станува збор за од стариот останато и кажано по една чашка или по пола чашка на ручек алкохол, вино или ракија поготово кај нас, е здраво за срцето. Се сложувате ли со тоа? Па здраво за срце да, ама секогаш кој ќе му кажеме на пациентот по една, тој кажува дали може две. Тоа е Така стандардно кај нас. мораме да бидеме прецизни и на некој начин како кога препишуваме лек, нели, кој ќе препише 2 пати по едно, 3 пати по пола или така натаму, така и во однос на алкохол. Нормално луѓето секогаш прашуваат, особено пациенти кои имаат веќе кардиоваскуларно заболување од тип прележан инфаркт или други болести. Правени се испитувања во цел свет во овие посебно земјиве кај што се конзумира виното као, нели, во еден вид како навика, винска култура, тоа се Франција, Италија, Шпанија, Австралија, Америка и така натаму, земјите кај што, нели, се виното се користи во поголеми количини. И во овие студии се извршување на голем број испитаници, дури до 1 литар на ден за месец дена. Значи еден пациент, ајде да кажеме, или од овие испитаници, кај што биле секој ден по 1 литро вино црвено и тоа во тек на 1 месец. Добиени се резултати кои се фрапантни во однос на тоа дека се смалени холестеролот и сите овие фракции HDL зголемен, LDL е паднат, тој не лошиот, нели? Триглицеридите се намалени, така да во тој поглед имаме драстично смалување на еден голем фактор кој е во основа на кардиоваскуларното заболување е атеросклерозата. Значи трупање на масти во и запушување на крвните садови на срце. И сега ова ако може виното да го спречи, тогаш тоа е, значи, како еден вид лек. Меѓутоа, за жал, нели, виното има и алкохолна компонента, и таа алкохолна компонента прави штета на мозок, на јетра, на останатите органи, така да е некој компромис најден, која е таа доза и која е таа, нели, секогаш и пациенти прашуваат која е таа, која веќе виното има поволно влијание на кардиоваскуларниот систем, која е таа доза или колку треба се испие во тек на денот, и некој компромис е 1 чаша до 2 црвено вино на ден е вистински, да кажам, лек. Дури и во некои болници Франција, во овие современи земји, се во тек на престојот на пациентот хоспитално, така се навикну да се дозираат по некои 10 деци или... Да. Мислам дека после ова ќе се зголеми продажбата на црвено вино кај нас по Македонија. Да, ајде да наздравиме, сега не е црвено вино, но после емисијата ќе се напиеме и по едно црвено. И за белото не е лошо, така е. Кога е идеалното време човек да почне со вежбање? Денеска современиот маж се соочува со големи притисоци, со големи стресови, што во делот на својата работна позиција, што во делот на тоа во неговата кариера, дали ќе успеам, дали ќе направам прогрес, што ако утре останам без работа и така натака, тоа се све проблеми и стресови кои што го афектираат машкото здравје и затоа е многу важно и за време на таа работна средина и таму да имаме промоција на здравјето и таму да имаме едукација, затоа на тој начин добиваме здрави луѓе, здрави работници кои што промовираат продуктивност. А продуктивноста и здравјето се многу тесно поврзани. Така што одговорот на ова моje прашање е дека се започнува уште од најрана возраст, од најрано детство и тоа да се продолжи понатаму континуирано во текот на својот живот,
за да тоа понатаму продолжи на еден долг рок. Затоа што физичката активност, јас ќе кажам, заменува многу лекови. Луѓето обично првенствено одма ќе постигнат кон некој лек, наместо да пробаат да направат некаква активност, да го релаксираат своето тело преку физичката активност. Да. Имаме едно прашање до двајцата доктори кој што сакам да ви го поставам, ќе почнеме од вас. Колку е битен сексот во мажот на еден живот за тие болести што се случуваат, нели, и еректилна дисфункција спомнавте, и рак на простата, а понатаму ќе се надоврзиме и за срцето колку е здраво тоа. Па добро, нормално сексуалниот живот, како за мажите, така и за жените, нормално, едно секојдневие, така што сега конкретно зборејќи, например, проблем кај мажите, значи, во однос на ерекцијата, ејакулат и така натаму, тука тоа спаѓа во групата на заболувања наречени еректилна дисфункција. Тие едно што влијат, значи, врз психата на мажот, нормално, секој проблем на тоа поле се афектира и во понашањето на мажот, како поединка. А исто тоа во врска или во бракот и така натаму делува индиректно и на сопругата. Така што проблемот кај мажот е проблем и кај брачниот пар, се разбира. А инаку во однос на карциномот на простата, во однос на ова еректилна дисфункција или сексуална активност, и тука правени се голем број на испитувања, каде што е докажано дека оние мажи кои што имале поголема сексуална активност, значи тука се на стотици, на илјадници пациенти се тоа вршени се тие испитувања, дека оние кои што имале повеќе бројни сексуални односи во текот на еден месец, дека помалку заболуваат од карцином на простата. И тоа се смета некоја бројка од 21 пат во текот на месецот. Значи, така да секако еректилна е еден многу битен проблем, значи, и сега во последно време исто така бројни се и помладата популација кои што ги имаат овој проблем, не само повозрастните, пошто кај повозрастните и така со текот на годините, значи нормално се намалува еректилната функција, значи кај мажот. И затоа овие апчиња кои што се измислени како виаграта, циалисот, левитрата и слично, значи тие се за повозрастната популација, меѓутоа со здраво срце. Тоа ќе каже нешто колегата, може да дополни. Значи нормално да не претера, да кажеме, поединецот. Во нивната употреба. Помала доза. Сигурно имало ситуација. Добар беше почетокот кога кажа дека ова е секојдневна активност или за сексуална активност, дека тоа е сексуална активност и малку нели збориме умерено, ова се умерено, вино умерено, се е така да ова за мир во куќа. Да, точно, за мир во куќа. За мир во куќа. На 30 дена од месецот 21 е доста голема бројка. Затоа што каже секојдневна активност, секојдневна активност, ќе мора студија да се направи на секојдневна активност и да видиме реперкусии. Наравно учение, значи подобро е да се има почесто секс отколку почесто да се нема во секој случај. Да, и ова го слушам исто прв пат и е добро дека нели кај почесто сексуална активност, не знам, 21 пат во текот на месецот, и дека се смалува инциденцата на болести на простата и добро. Јас би додал од аспект на срце, нели како тоа влијае нормално дека тоа што кажи дека празнење на простата е често и е добро, веројатно тоа и преку хуморални овие, преку хормонално тоа се прави една стабилност во самиот организам. Меѓутоа и дека нормално е тоа што рече дека сега бројката не е битно, битно дека нели луѓето да бидат активни на некој начин и не верувам дека кај едно здраво срце би имало реперкусија некоја негативна, напротив би водило до еден нормален живот и би го смалил и стресот. Кога станува збор апропо муабетот со вежбањето и апропо вашиот муабет дека луѓето кај нас бараат оправдување за многу работи, сега ковидот е засекрив. Сега скоро имав дебата со еден пријател и му викам зошто не вежбаш, па вика да не го заморувам срцето, кардиотренинзите се напорни за срцето. Му викам статистиката не кажува така, што вие би одговориле на ова прашање? Напротив, значи за секој пациент кој е нормално прво или кој ќе доаѓа на преглед, е нормално пациент и го третираш како така и е многу важно сега дали се работи за здраво срце и дали треба се
препорача физичка активност во смисол на превенција или кај пациент кој веќе има срцево заболување и кај што треба да буквално го дозираме физичкиот напор, колку, до каде да оди, колку време треба да трае таа активност, до каде треба се зголеми срцевата фреквенција, зашто се мери со срцевата фреквенција. И временски до неограничено, до нели секој има свое, да кажем, некој афинитет према некој спорт и тој спорт може да трае и долго за некој. Некој може краткотрајни оптоварување, фитнес или не знам во дигање тегло или нешто такво. Или овие секојдневни активности што исполна или секојдневните активности што исполна колегата Петровски. Значи зависи од афинитетот. Важно се пожелни 5 до 6 пати неделно кај здрава особа, апсолутно без некои ограничувања или сега алиби секој може да најде за овој, меѓутоа битна е таа мотивација, да се мотивира и да започне, кој ќе фати еден ритам, тоа е веќе. Колку се препорачува да се вежба во текот на денот за еден минимум основно? Од аспектеви на јавно здравје да се промовира и се укажува на движењето на луѓето, колку е тоа важно и колку тоа значи и за продуктивноста на еден поединец и за неговото здравје, а ние ќе го почитуваме здравјето со тоа што ќе бидеме редовно физички активни, здравата исхрана и тука она што сакам да го спомнам, што многу малце се говори, тоа е сонот. Многу малце од луѓето посветуваат време на спиење. Истражување направени во Америка покажаа дека 62% од луѓето на глобално ниво не биле задоволни со своето спиење. Имале проблеми при спиењето, се буделе за време на ноќта. И сега, да, на CDC или Центарот за превенција и контрола на болести од Америка кажува дека треба да се спие 7 или повеќе часа во текот на вечерта. Минимум 7, да, минимум 7. Меѓутоа, прашање што е со квалитетот на сонот. Како тоа да се направи? Тоа е еден од големите прашања и ете јас би дал некој совет како јас го практикувам тоа и како истражувањата тоа го покажуваат. Сонот би можел да се подобри евентуално со, да кажам, редовно легнување во одреден тајминг. Секоја вечер, на пример, се легнувам во 10:30 или во 11 часот. Нормално сега зависно од услови ако има забави и такви работи, викенд тогаш вреди тоа нели да се прескокне. Да се легнува во просторија која што е затемнета, просторија која што е со добра температура, која што ќе ни возможи еден комфорт, една релаксација. Да ги избегнуваме оние обилни оброци пред спиење, алкохол, премногу алкохол пред спиење, кофеин и така натаму, кој што тоа само би го негативно влијае врз спиењето и секако во текот на денот да имаме една физичка активност која што би предонела многу позитивно кон нашиот сон и кон тоа да имаме едно подобро здравје. Кога сме кај физичка активност, сакам на колегата Петровски едно прашање кое не само мене лично што ме засега, веројатно и многу луѓе, бидејќи јас лично се бавам со велосипедизам повеќе од 20 години и понекогаш и по 5-6 часа на велосипед, обично со група на мои блиски бајкери. Тоа зема се поголем замав кај нас и се радувам да е така, бидејќи нели ја чувам и природата и има една добра култура и однос према природава и таму ке се возиме по овие сите места околу. И сега знам како тоа влијае на кардиоваскуларниот систем, се следам нели нормално срцевиот ритам и така натаму. Меѓутоа ме интересира бидејќи 5 до 6 часа сме на едно седло, да кажам, кое е миниатурно, мало и е, да кажам, ригидно тврдо и кај што си на него 5 до 6 часа. Дали тоа се контраверзни вака некои работи што слушам и многу луѓе дури избегнуваат велосипедизам, ќе каже не јас пробав месец-два и се откажа затоа што слушнав дека тоа со простатата не иде, дека прави проблеми, иритира или предизвикува некои болести на простата, па еве едно прашање овака дали имате некои сознание? Па добро, сега ја вака колегата никад кај мене не дошол на преглед, така да кај него не влие најверојатно. Нема проблем. Така. Така што има тука различни мислења, различни студии. Значи да влезам во студија. Да, добар си за студија, нека.
значи мале бројот на пациенти на пример што доаѓаат еве во уролошки амбуланти што се бава со велосипедизам, значи до сега неколку еве кај мене на По пример во искуство, онака, амбуланта дали имате дошло, некој да. кој ќе каже дека во анамнестички има Директно нешто и самото дека возење, значи и седиштето и така ви имате некакви имаме заштита која што заштита, да, носите и слично. специјални гајчици со Да. внатре со Така да со- ако самиот да кажам, пациент амортизери. нема, на пример, некаква бактериска инфекција на простатата, тука се мисли на простатит, на воспаление на простата. Фактички тоа е тој проблем, не е ова бенигно Да, заболување. али меѓутоа зголебување. долго време и на некој начин триење, дали тоа прави некоја иритација или Значи различни има мислење и различни студии. Едни тврдат дека да прави некаков проблем, некаква надразба на простатата и слично. Некои студии велат дека нема такво нешто. Нема, значи, усогласени ставови за тоа. Значи мора поединецот да има некаква предиспозиција за некаква инфекција на простатата, па со ова возење така да на некој начин придонесе да се таа истата, да кажам, да се надразни на некој начин и да почне да осеќа болки и слично. Некогаш и психичката компонента присутна, значи он е преоптоварен со тоа дека нешто ќе се случи и така, па избегнува да вози, на пример, така да нема усогласен став за тоа. меѓутоа не може да те раздразни толку до ниво да Да, да. бидеш со зголемено либидо или Не, до толку не може, не. Нели ова Джентлмен магазин, емисија за негување на добри навики. Јас често знам да кажам дека ова е емисија која што сака да го врати видот кој што е во изумирање. Кај постарата генерација напрема нас, вие сте биле во едно време каде што можеби се негувале тие навики повеќе, но сега во помладата генерација се помалце и помалце. Младите цело време бараат некои прибежишта и младите цело време посегнуваат по стимуланси. Ме разбирате за што зборам, да не ги наречам поинаку. Колку е тоа штетно за здравјето? Дали само може како по еден апел краток од двајцата доктори, па ви од магистерот по јавно здравје, колку е тоа штетно за воопшто за животот? па нормално дека секоја таква хемиска супстанца, или да не сега именуваме кои Да. какви супстанции, меѓутоа самиот збор стимуланс, значи хемиски, сигурно дека има негативно влијание и на некој начин дури прво би се осврнал на тоа психолошка зависност која го навлекува таа индивидуа која посегнува по тој стимуланс. Нормално, моја препорака е стоп на тоа здрав живот, користење, се знае што е здраво во исхраната, во стимуланс, ако е некој стимуланс може да биде овие афродизиаци во вид на црно чоколадо, вино чаша, тоа е тоа што е природно и тоа го прави човекот, го отвара, му отвара душава, човекот го вади најубавото од себе, после една чаша вино, 2, се зависи, некој му треба 3-4, меѓутоа некој после една чаша ќе извади све од него, она што е, би рекол, најубавото, тоа е тоа, природно и мислам, тоа е мојата препорака за сите, да се бават нормално со спорт, некој спорт да се најде некаде, на тој начин ќе го реши и стресот, бидејќи стресот е во основа на стресот е некои внатрешни промени во циркулаторни кои се случуваат во самиот организам, значи зголемување на шеќерот, зголемување на притисокот, се случуваат зголемување на леукоцити, еритроцити, тромбоцити, крвните цадови се шират, крвта станува погуста и на тој начин се ствара тромбоза. И тоа е причината, нели, ако некој сака зошто е стресот битен за овие, нели, кардиоваскуларни случувања кои се јавуваат како акутни, тоа е директната причина, значи механизмот е најден дека преку циркулаторните промени кои се случуваат во стресна состојба, се ствараат услови за тромбоза и со тоа запушување на крвните садови и нормално појава на инфаркт и мислам добија реперкусии по кардиоваскуларниот систем. Да не го поставам прашањето на поединечно, мислам дека одговорот е јасен. Даријан ми го има одговорено за тоа што ми беше гостин, ќе ве прашам што за вас претставува поимот джентлмен. Па се и вие како што рековте, значи последниве години малце тешко да се каже што е джентлмен, сигурно многу помалце ги има
и тука кај нас и воопшто било каде во светот. Целокупната начинот на живење, значи стресовите, посебно последно во Сокови, што се последниве 2 години така. Така што представа за джентлмен зависи кој како ја тумачи. Некој е тоа надворешноста на човекот која ќе го видиш како се движи, какви гестикулации има и така натаму. Може би што кола вози, каква гардероба носи така. Па некој може би джентлмен во душа, во понашање така натаму, све ово надворешноста фактички е само шминка некоја. Така да, ја не знам точно што да кажам. Да, вие дали имате јас- одговор на ова прашање? Јас би рекол од овие две работи дали едно, значи мора да ги поседува джентлмен, да ги поседува и она надворешното и она внатрешно, што значи неговиот стил на облекување, неговиот видлив начин на живење, што рече однесување од неговиот однос, да кажем, кон околината. Меѓутоа, многу важно е и односот кон луѓето, кон околината, неговото однесување, неговиот респект кон останатите и нормално джентлмен и кога победува и джентлмен и кога губи. Тоа се луѓе кои, значи тоа му е внатре во него, тоа некои луѓе уште као го стекнуваат со млада возраст, некои луѓе бараат некој имидж, па во тек на животот знае да каже ова е тоа што ми фали и да, значи, ова е джентлменски од некој, значи секој има свој поим за джентлмен или свој идол, да кажем, во некоја личност, кај што му е пример како треба да биде джентлмен. Значи, джентлмен е со манири и ги негува добрите навики. Тоа као наслов и на вашата емисија. Тоа е, мислам, во основа човек и со стил, меѓутоа и со однесување. Однесувањето за мене е побитно отколку може да има само форма на облекување, добра кола и нема и содржина. да биде джентлмен Така е. и да знае да пие виски, нели? Но вистина, честа беше моја што имавме чест, јас имав чест да си поразговарам со вас за ова машко здравје, се надевам колку толку ја подигнавме свеста кај машката популација, па и кај женската се разбира кога говоревме општо за здравјето. Ќе се видиме во наредна прилика и порелаксирана прилика. Да наздравиме уште еднаш и да сме живи и здрави. На крајот на емисијата, пошто сепак ова е ноември месец на машко здравје, значи на сите мажи, дали се тоа повеќе или помалку джентлмени, би им порачал, значи, да живеат нормално, умерен начин на живот, на јадење, на пиење, на консумирање на алкохол, да секаква промена која што ќе забележат на своето тело, тоа се однесува нормално и за помладата популација, да се јават на соодветно место, значи дали кај своите матични лекари, дали кај уролозите, сега пошто збориме конкретно за машко здравје, значи уролог, да било што приметат, дали понатаму ќе се открие, дали лежи во позадина некое заболување или не, подобро е да се јават на лекар, да се исконтролираат и со тоа, значи, да на некој начин се ослободат од мислата дека имаат некаква болест, а доколку се открие нешто, да тоа биде решено, излекувано на најсоодветен начин. Денес Movember представува светски феномен во кој што учествуваат преку 4 милиони луѓе секоја година. Се собираат донации со цел да се испитува машкото здравје. Негувајте добри навики и бидете джентлмени.